Има некои такви фрази во християнството, крштеване во Свети Дух, исполнуване со Духот, се библиски и кои создаваат контроверзии и не се многу и познати меѓу христијаните. Се сеќавам пред многу години кога туку што поверував и многу и не знаев за доктрини, знаев само дека Исус умрел за мене и ме покани Краси во Софија, во низината црква, да одам, да ја посетам, знаев дека се многу духовни луѓето таму, во таа црква. Ме представија пред младинскиот водач дека има гости од Македонија, ме поздравија, се молеа, ме заобиколија и навистина изгледаше така духовно. И на крајот во заврши се дојде еден од младите луѓе таму, ме праша од која деноминација сум. Аз не знав ништо да му кажем, не знам што значи деноминација, ние не се собиравме во црква во Струмица, еден другар се собиравме. Потоа и други некои прашања, и тој ме испрустрира така со термини кои прв пат ги слушав и на крај праша дали сум крстен со Светиот Дух. Јас не знаев што е тоа и пак да не сум така многу недуховен, зашто не знаем многу работи и не знаев дали е лошо или добро тоа. Ако кажам крстен сум, може да ме упрекне. И јас го прашам, а ти крстен ли си? И тој ми рече, па се разбира дека сум крстен. И јас му реков, па јас сум крстен и така, без да знам што збора. Така и ние го користиме фрази и многу непријатен може незгодна да биде конверзацијата со човек кој користи стручни термини кои ти не ги знаеш. А пак уште понепријатно кога само збор за христијански теми, кога збориш со христијан кој знае многу доктрини и специјални изрази и така ти изгледаш недухован во поглед на тој човек. И си некако фрустриран. И ова е едно од тие теми, христијаните знаат да користат, нели, си исполни денес, таква беше службата, прелива од мене Светиот Дух, преполн сум со Светиот Дух, иако дури многу пати и не знаеме што значат, и користиме не знаеме што значат тие термини, што значат тие доктрини. Јас би сакала, бидејќи ова тема и стихот се занимава со таа тема, да го разгледаме така како што е даден во тој текст, во таа рамка. Апостол Павле дал на убава рамка, го окружил тој стих, таа заповед, исполнувајте се со Духот во една убава основа, за да можеме да разбереме што значи и правилно да го применуваме во животот како доктрина, како учење оваа заповед. Значи, ставена е во контекст на опевањето со виното, а потоа и разговорот со песни, псалми, славословија и благодарност и покорност еден кон друг. Ајде да видиме што е идејата, с тоа што ќе почнеме со на првото, како вели апостол Павле, че исполните со Светиот Дух, како во контраст со, или во рамките, во контекстот на опивањето со виното. Има некои сличности и контрасти, не случајно апостол Павле го става во тој контекст, може би, веројатно, го спомнува опивањето со виното како опасно за верните во тоа време, веројатно имало проблем, меѓутоа не случајно прави апостол Павле една споредба и ги спротивстава тие две работи. Не треба, се разбира, не треба да зачуди оваа заповед или оваа забрана на апостол Павле. Видовме дека многу забрани имаше во 4 глава, да не лажеме, да не крадеме, да не се гневиме, да не се полнеме со горчина, да не бидеме нели како паганите, јазичниците во блудството, така натаму. И тука додава уште еден контраст. Не опивајте се со вино, не исполнувајте со Светиот Дух, како карактеристики на стариот и новиот човек. Лагата припаѓа на стариот човек, говорењето на вистината на новиот, крадењето на стариот човек, а работата и помагањето на новиот човек. И така ги гледам овие две работи како контраст, нештото припаѓа на стариот човек и нештото припаѓа на новиот човек. Но пак не случајно апостол Павле избира точно исполнување со Духот и опивањето со виното.
како нешто што припаѓа на стариот човек, треба да го отврлиме, па дури и светот, па дури институциите во светот се согласни дека алкохолизмот не е лоша обштествена појава, негативна појава. Сите обштествени институции се согласни во тоа и уште повеќе, па не и христијаните, ќе кажеме дека не е добро. Но акцентот не е ставен, или темата не е на опивањето со виното, туку темата е поставена на исполнувањето со духот. Овдека како помош е дадено само тоа, за подобро разбирање на заповедта за исполнување со духот, подобро е дадена ова заповед да не се опиваме, за да можеме да ги сватиме некои контрасти. Зошто или што значи, како е поставен? Има некои паралели. Кога некој е пиен, кога е полн со алкохол, обично се користи фраза дека тоа е под дејство на алкохол. Дури нели во законите не пишува, нема да најдете пиен човек, таква фраза, туку ќе видите дека ако некој направил под дејство на алкохол или ако управува моторно возило под дејство на алкохол, санкциите се тие и тие. Тоа е вообичаената фраза. И убава фраза која објаснува многу добро, дека човекот кој е во алкохолизирана состојба всушност е под дејство на алкохол или неговите постапки, неговите дејства се управувани, се контролирани од алкохолот. И оној кој е исполнет со Светиот Дух, и тука тој контраст. Оној пак што е исполнет со Светиот Дух, тој е под дејство на Светиот Дух, или тој е контролиран во постапките, во размислувањата, во се од Светиот Дух. И тоа е она паралела што овдека апостол Павле прави. Немојте да се исполнувате со виното, тоа е да бидете управувани или контролирани од виното, туку исполнувајте со Светиот Дух, за вашите постапки бидат контролирани од новиот човек, кој е според Бог. Тоест, во вашиот живот да бидете водени од Светиот Дух. Исто така една друга паралела што постои е во поглед на однесувањето. Алкохолот или оној што се под дејство на алкохол им се подига темпераментот на некаков начин, тоа се развеселуваат, дури оние што малку говорат кога се под дејство на алкохол, им се одврзува јазикот. Така, го знам тоа од искуство. И може до толку да стигнеш, не можеш усата да има затвориш. Слично нешто има и кај оние што се под дејство на Светиот Дух. Има еден човек во историјата, познат како под името Свети Франциск од Азизи, основач на францисканскиот орден, кој не е монашки орден, повеќе они се нарекуваат малите браќа, бил познат како многу искромен и повлечен и срамежлив човек, кој многу малку зборал, се срамал да збори. Но кога излегувал да евангелизира или да проповеда, навистина не може устата да ме затворат. И се случило еднаш, кога отишол во некој град и почнал да проповеда, да говори за Бог на улиците, им зодел на луѓето и тие го избркале надвор, и тој не можејќи да сопре, да прекине со зборење за Бог, отишол на брегот на морето и почнал да им проповеда на рибите. Рекол, ако луѓето не сакаат да слушат, ќе им говорам на рибите. И луѓето, кога виделе дека оди на рибите да им говори, станали любопитни и одешле пак да слушат, да видат што сака да им каже на тие риби. Идејата е дека променува и едното и другото. Има луѓе кои навистина не зборат многу, повлечени се, но кога ќе се отвори тема за Бог, само збор за христијани, веднаш се разгорештуваат и зборат за Бог. И тоа е, нели, оние паралели што овдека апостол Павле ги постава, но тие паралели имаат суштинска разлика. Кога говориме за промени, кога говориме за промени во поведението, под дејство на едното и на другото, разликата е суштинска. И кога апостол Павле дава забрана да не се опиваме со вино, е кажува причината. Немојте да се опивате, зашто тоа води кон разврат.
Сега зборот разбрат не е најдобро употребен овдека. Вистинскиот збор, или од оригиналот текст е асотија, а сотија пак е без ато, сотија е она уздата што се става на конјот. И ако нема узда, тогаш е разузданост. И вистинскиот збор би требало да биде не разврат, туку разузданост. Не опивајте се со вино, во него, не во виното, туку во опивањето има разузданост. И тоа е големиот контраст. Значи, води до промена на поведението, виното, но промената во поглед на разузданост. А разузданоста или тргањето на уздата на конјот, значи губење на контролата. Ти веќе не можеш конјот да го контролираш без уздата. Тоест, човекот кој е опијан со вино е без контрола. Неговото поведение е неконтролирано поведение. А која е суштинската промена пак и разликата во поглед на полнењето и исполнувањето со Светиот Дух? Во Галатјаните 5 глава, 22 стих е даден плодот на Светиот Дух. И таму е изреден кој е плодот, љубовта и сите останати манифестации и говори за самоконтрола. Значи дека исполнувањето со Светиот Дух води кон самоконтрола. Ако опивањето со духот, со виното, води кон разузданост или губење на контролата на мислите, на постапките, на чувствата, на се, на волјата, тогаш исполнувањето со Светиот Дух значи самоконтрола. Тоест, Светиот Дух го зјакнува умот на човекот. Зјакнува карактер, волјата се јакнува. И затоа е дадена таа спротивност, разузданост, од друга страна знаеме дека плодот на Светиот Дух е самоконтрола. И затоа, не би се согласиле со оние манифестации на Светиот Дух, што некои ги покажуваат, а велат дека се под дејството на Светиот Дух, а во суштина значи губење на контрола на нивното поведение. Например, има луѓе кои велат дека под дејство на Светиот Дух паѓат. Паѓат, губат контролата на телото. Или почнуваат да се тресат, да се треперат. Или почнуваат да неконтролирани некои како кокошки или како да се смеат и има различни или кваркерите во еден период како квачки и така натаму. Ако плодот на Светиот Дух е самоконтрола, тогаш губењето на контролата на телото и поведението никако не би можело да биде манифестација на Светиот Дух. Тоа е повеќе манифестација на опивањето со вино. Иако Светиот Дух може да даде дарби, како например на Петдесетница, кога во делата 2 глава, кога апостолите, исполнети со Светиот Дух, почнаа да проповедаат на јазиците на присутните евреи кои доаѓаат од различни провинции на Римската империја. И кога ги видеа луѓето како зборуваат на разбирливи јазици, кажа, овие сигурно се напиле сладко вино уште од раното. Но, тоа не значи губење на контролата. Така, значи, оно што е под дејството на виното, губи контрола, неговото поведение е недолично, а додека исполнетите со Светиот Дух имат поведение кое е контролирано од Бог, тоа значи вистинско поведение. А што значи пак исполнувањето со Светиот Дух? Кога даваме одговор на ова прашање, треба да ги разбиеме оние стереотипи кои постојат во христијанството и кои обично исполнувањето со Светиот Дух го представуваат како некакво количествено исполнување на нашите тела со некаква материја. И дури самата фраза исполнување може да доведе до заблуда. Обично се исполнува нешто со нешто. Например, чаша се исполнува со вода, количински. И чашата може да биде полна малку до пол или цел, или пак да превее чашата од она со што се полни.
И така во разговорите, во искуствата што ги споделуваат с христијаните, се добав вечето како тие да биле малку полни, па после службата се наполниле догоре, некој до вратот, некој пак од Светиот Дух се прелева, како да станува збор за резервоар кој го полниш со гориво. Светиот Дух, знаеме, е личност. И ти не можеш да се полниш со личност. Ти можеш да бидеш под дејство на личност. Помалку или повеќе под дејството на некоја личност. И кога говориме за исполнување со Светиот Дух, ние говориме со всушност исполнувањето е во каква количина дејството, во која сила се пројавува, во каква мера се покажува силата на Светиот Дух поради неговата контрола на нашиот живот. Неговото присуство може да биде во поголема мера во нашиот живот, може да биде во помала мера. Заповедта на апостол Павле е да се исполнуваме со присуството на Светиот Дух во нашиот живот. Во каква мера тој ќе присуства во нашиот живот во определените области на животот. Тоа е првото што треба да го имаме во предвид. И второто, бидејќи е личност. Библијата секогаш говори не за тоа, туку за тој. Не за во трето лице, туку секогаш говори за прво лице еднина, тој, Светиот Дух. Како третото лице во Божествената Троица. И второто нешто, исполнувањето со Светиот Дух или ова заповед, апостол Павле ја дава на христијани, на верни луѓе, луѓе кои веќе веруваат. Затоа ова служење на Светиот Дух не може и не треба да го помешаме со служењето што Светиот Дух ги има при новораѓањето, при духовното новораѓање. Светиот Дух си има служење, си има улога во процесот на спасение. Светиот Дух е оној што ќе го осведочи човекот за неговиот грев, да види својата грешна состојба, го осветлува да види отчајната состојба и неможност да се спаси. Светиот Дух исто така го осветлува човекот за да ја разбере жртвата на Господ Исус Христос и да поверува во таа жртва. Светиот Дух го ослободува човекот од гревот и Светиот Дух се вселува во христијанинот за да му дава сила да живее живот во светост и праведност. Тоа е нешто што се случува со новораѓањето. Но овде апостол Павле не говори за вселување, го говори за исполнување, кое е нешто поинакво и нешто што се случува само со оние кои веќе поверувале. Само оној кој верува, го има Светиот Дух. Само оној кој се доверил на Господ Исус Христос, само оној кој е Христов, го има Светиот Дух. И ако го има Светиот Дух во себе, тој може да се исполнува. Господ Исус Христос го пишува тоа, тоа апостол Павле, Господ Исус го кажува, кој верува во мене, од неговата утроба, не. Грешка. Понема тој текст, овде ќе го најдеме. Вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е него. Така, добро. Тоа е тоа. Туку не дава друго. Да. Тоа е. Духот Божи живее во нас, ако живееме по Духот, тоест ако сме Христови. Ако нема некој Христов, тој не е негов. Ако ние не сме негови, го немаме Христовиот Дух. А што значи сега точно исполнувањето со Светиот Дух? Граматиката ни помогне овдека по неколку начини. Прво, заповедта исполнувајте се, тука напишно исполнете се, уствари исполнувајте се е дадена во пасивна форма. Што значи дека субјектот на вршење на дејството не сме ние до кој е дадена заповедта. Нам ни е дадена заповедта да се исполнуваме, меѓутоа, бидејќи пасивна формата, ние не сме тие кои вршат исполнување. Тоест, би требало преводот да биде
бидете исполнувани со Светиот Дух. Дозволете да бидете исполнувани. Бидејќи ние не сме субјектот на действото, тоа значи дека не можеме да откриеме некоја техника, некоја стратегија, како што ветуваат некои христијани, дека има техники по кои ние можеме да се исполниме со Светиот Дух и толку многу што дури ќе прелее тој од нас. Не можеш да се напиеш, како што некои пак други христијански традиции веруваат, да се напиеш некоја волшебна духовна течност, некој концентрат, кој ќе те исполни со Светиот Дух. Ко, например, се верува дека причестата те исполнува со Светиот Дух. Но, пасивната форма пак, бидејќи станува збор за заповед, дадена кон нас, пасивната форма не значи пасивност од наша страна. Самата заповед вклучува активност од наша страна. Ние не сме субјектите кои го вршат исполнувањето, ние треба да учествуваме во тоа исполнување. Пред неколку месеци кога говорев по 3 глава, апостол Павле говореше за вселувањето на Светиот Дух, т.е. на Христос. Христос да се вселува во вас. Дадов еден пример кој го користи Мартин Лојд Джонс за онаа книга која е напишана под името Моето срце, Христовиот дом. Во таа книга срцето или животот на човекот е представен како куќа, во која се вселува да живее Христовиот Дух, Светиот Дух. Таа куќа има соби, кои се метафорички представени области од нашиот живот. Има различни области во нашиот живот. Имаме област семејство, имаме област финанси, имаме област кариера, имаме област его, суета, имаме област различни, пријатели, црква, служење. И тие области, клучевите на тие области се во нашите раце. И ние можеме, иако Светиот Дух се вселил во нашата куќа, ние можеме да го држиме настрана од некои соби и да нема дозволуваме да влезе во тие соби и тој да го земе управувањето на тие соби или на тие области. Си ги чуваме, како имаме милевичиња, кои си ги чуваме и ние држиме контролата. Тоест, со други зборови, значи дека контролата на тие области останува на стариот човек. Во контекстот на сето оно што е напишано во 4 и 5 глава. Што значи исполнувањето со Светиот Дух? Исполнувањето со Светиот Дух значи отварање на сите врати во нашиот живот, на сите области. Влијанието на Светиот Дух, неговата контрола да биде целосна во сите области. Давање негов достап, да бидеме под дејството на Светиот Дух во различните области на нашиот живот. Тоа да биде интензивно, се повеќе, во се поголема мера. Неговото дејство, неговото влијание, во се поголема мера да присуства во нашиот живот во сите области. А од нас зависи, изборот е во нас, како што нели вели Господ Исус Христос, и од нас зависи во која мера ќе тече тој избор со жива вода во нашиот живот во различните области. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. Ова го рече за Духот, кога што ќе го примат оние кои веруваат во него. Духот, тоест изборот е во нас. И ние, тој не исполнува, тој влијае, а ние решаваме. И многу важно при тоа, бидејќи ние не го вршиме дејството, тој го врши, многу важно е ние да растеме во познавањето на Бог. Има само еден начин по кој што можеме да му дозволиме на Светиот Дух да влијае повеќе на нас. Ние не можеме на некоја личност да ја дозволиме да влијае ако таа не ја познаваме или ако не поминуваме време со таа личност. Колку сме повеќе со некоја личност,
толкова е поголема можност за тая личност да ни влияе. Да бидеме под действието на тая личност. За брачните партнери, личността, кој најмногу влие во нивниот живот е брачниот партнер. За еден сопруг, личността која најмногу повлијава на неговиот живот е сопругата, зашто живеат најмногу време, поминуваат заедно, живеат заедно. Исполнувањето со Светиот Дух или мерата во која што Светиот Дух ќе врши влијание во нашиот живот, зависи од заедништвото што го поминуваме со него, времето што ќе го поминуваме заедно, во молитва и во слово, во читање на Библијата. Тоа е клучното. Тоа е единствениот начин. Нема техники. Колку време ќе поминуваме со Бог, толку и тој преку неговиот дух ќе има влијание во нашиот живот. Второ нешто, значи, исполнувањето с Духот значи зголемување на влијанието што Духот го има во нашиот живот преку заедништвото со него. Второ, таа заповед исполнете се е дадена во сегашно продолжително време. Не исполнете се, туку исполнувајте се би требало да биде заповед. Тоа значи дека не е тоа еднократен процес. Се исполнивме денес и крај, повеќе нема да се исполни. Зашто влијанието на Светиот Дух и мерата што Светиот Дух треба да ја зима како влијание во нашиот живот треба да расте култивирано секојдневно. Колку повеќе созреаваме во верата, толку повеќе Светиот Дух треба да ни исполнува со неговата сила. Како што телото има постојана потреба да се храни, така душата има постојана потреба да се исполнува со Светиот Дух. Апостол Павле во 2 Коринтијани 4 глава 6 и 7 стих не опишува како глинени садови. Ние сме глинени садови. Ние сме од глина, од земја и во глина одиме. Но тие глинени садови, тој вели, се полнат со Божјата слава. Проблемот е што глинениот сад е напукнат и треба постојано да биде во заедништво со Бог. Да го бараме Бог и Светиот Дух да исполнува постојано и тој постојано да го контролира нашиот живот. И затоа действото е постојано. Заповедта за едно постојано, континуирано, непрекинато дејство како христијани. И на крајот, оваа заповед, овој глагол исполнувајте се во множина. Не одделува некоја категорија луѓе или не кажува само за поединец. Таа заповед е за сите христијани. Секој христијанин, без разлика дали е служител, дали е водач, дали е старешина, треба да се исполнува. Исполнувањето со Светиот Дух или тоа покорување на дејство на Светиот Дух и тоа на крај станува јасно дека всушност исполнувањето со Светиот Дух е покорност, покорување под власта на Светиот Дух е за секого. Секој треба да се исполнува и да се покорува на Божјото дејство. А кои се манифестациите кои го следат исполнувањето со Светиот Дух? И тоа е веќе многу важно. Манифестациите апостол Павле ги дава како последици во следниот стих, кој вели: разговарате меѓу себе со псалми и славословија и духовни песни, пејки и воспевајки во Господ во срцата ваши. Исполнувајте се со Светиот Дух и разговарате меѓу себе со славословие и духовни песни. Со други зборови, човек што е исполнет со Светиот Дух, човек што е под дејството на Светиот Дух, тој ќе сака заедно со другите да разговара преку псалми, славословие и духовни песни и да го прославува и да го воспева Бог во своето срце. Интересна работа. Кога говори за славењето, кога користи псалми, духовни песни и химни, славословија, тој вели дека тие се разговараат меѓу нас, тие песни и тие псалми. Тоа славењето е разговор меѓу нас и во исто време прославување на Бог. И зборот разговарајте, лего, значи укажувајте си, поучувајте се, охрабрувајте се, сето тоа е вклучено во тој збор. Зборот разговарајте. Тоа е, ние кога славиме, уствари, и се поучуваме,
и се охрабруваме, и си укажуваме на некои работи, и го славиме Бог. Много нещо. Славенето е заедниštvo, заедница. Оно кое е изпълнено со Светиот Дух ќе сака заедно со другите да се охрабрува, да се поучува, славејки заедно со другите, поклонувајќи се на Бог заедно со другите и поклонувајќи му се на Бог. Да, ние можеме сами да се поклонуваме на Бог дома и да го славиме. И тоа е дел од поклонението од славенето. Но овде како апостол Павле и како процес на исполнување со Светиот Дух и како резултат од исполнувањето на со Светиот Дух вели заедно, разговарајќи едно со друг, да пееме славословија и да го прославуваме Бог. Со други зборови, оно што е исполнено со Светиот Дух ќе бара заедништво, во заедница, да се охрабрува преку славењето и да го прославува Бог. И апостол Павле кога кажува преку псалми, песни на таков начин да разговараат меѓу себе, сигурно имало предвид силата на музиката, силата на песната. Некои традиции дотре до тому што само преку пеење го кажуваат зборот и проповед, литургиско пеење. Но вистина е дека музиката има сила да пренесе порака. И апостол Павле вели, кога пеете, кога славите на Бог, правејте го тоа со мислата дека така се проповедате еден на друг, исполнети со Светиот Дух. Лутер има една убава мисла, кажана за музиката, вели музиката е убав и славен дар од Бог. Длабоко сум уведен дека нема друга уметност што би можела да се издигне така високо како музиката. Покрај Божјото Слово, или освен Божјото Слово, музиката е другиот инструмент кој може да донесе мир и радост во срцето. Ѓавол бега од звуците на музиката скоро исто, како и од Словото на Бог. Тога Лутер мисли на славењето, не на Бог. Од славењето бега исто, како и од Словото на Бог. Сега, може би, имamo некои екстремни работи од дека напишано, но вистина музиката има сила. Другото нешто што е интересно, апостол Павле изредува, вели, псалми, славословија и духовни песни. Псалмите се старозаветните псалми, старозаветната поезија, која евреите во нивните синагоги во литургиската практика ги пееле. Псалмите и очигледно во новозаветната црква евреите христијани продолжиле да си ги пеат псалмите во црквите. Славословијата се всушност химни. Оригиналниот збор е химнос, а химните пак се древни песни во кои, и тоа се денешните епови, во кои се величи некој јунак и неговите оспарувања, неговите дела. Во христијанството, во раната црква, химните стануваат песни во кои се величи Христос и неговото дело. Например, типична химна, новозаветна химна, е текстот од Филипјаните, 2 глава, 5 до 11. Сите се согласни дека апостол Павле овдека цитира химна, во која се величи Христос, кој иако беше во Божје обличе, се испразна од славата, се сина и не знаете ли. И на крајот му се поклонат секој колено се немо. Тоа е типична химна. И денес, например, таква химна би била бе ти си Јахве, ти си јагнето и така натаму. Почеток и крај. А третото, духовните песни, по оригинален текст е духовни оди. Одата пак е вид песна во која лични искуства се кажуваат по некој поглед. Има ода на радост. И таму радост како искуство се воспева. Водите се воспеваат искуствата што ги имаме со Бог. Како, например, милост Божја чудесна. Милоста Божја и искуството од милоста Божја. И сега апостол Павле не кажува само пејте му, го спевајте го, туку говори и за псалми, и за оди, и за химни. Зошто го прави тоа? Се може да спекулираме, ама може ли во тоа време, како и денес имало евреи кои велеле, треба да пееме само псалми.
тие се библиски боговдъхновени. Може би пък некои кажували, ама тоа е за Стариот Завет, зашто Новозаветната црква имало така малку поинако поднос кон Стариот Завет, и кажували, не, треба сега само за Христос да пееме. Треба да пееме само химни и само Христос да го величиме. Може би, но тоа е универзален проблем. Луѓето се луѓе, и тоа и денес, и денес гледаме дека не само овдека, сега да во светот еден голем проблем од црквата е какви песни да пееме. И може би, сосема веројатно и по тоа време да имало проблем, некој да предпочитале псалми, некој оди, некој кажувале најважно ми е искуството што го имаме со Христос и духовните оди или песни треба нив најмногу да ги пееме. Апостол Павле им вели, се пеете. Се треба да пеете. И псалми, и химни, и духовни оди. Зашто сето тоа го прослава Бог и во сето тоа вие се поучувате и се разговарате еден со друг. И тоа треба да биде еден основен принцип кој апостол Павле овде како покажува. Има цркви кои се подалувале, буквално се раздалувале по темата што да се пее. Да, секој си има некаков вид музика или песни што се негови омилени. Но тоа не значи дека ќе гледаме со негодување на оние песни, на она музика која се пеа не е во склопот на омилената. И тука е идејата за исполнетост со Светиот Дух. Исполнетост со Светиот Дух во срцето, од се срце, ќе го слави Бог со секоја песна. Зашто песната е да го слави Бог и да го охрабри, да се охрабри тој, да го охрабри другиот. Ке има радост, зашто не е песната како песна, туку она за што се прави песната е важното во тој поглед. Има многу стилови, денес има уште повеќе стилови отколку во древност. Денес има и рап, и рок, и црнечки господ и така натаму. Ако Светиот Дух не контролира, ако дојде радост од Светиот Дух, ние со доволство ќе пееме се, што е за Негова слава. Тоа е принципот. Исполнувајте се со Светиот Дух, како што оно што е опиенето од виното, многу не му пречи ни фалшот, не му пречи непрофесионалноста, кој тргна некој ќе запее и тој по него почнал да го следи. Зашто го води виното да пее. Ако Светиот Дух не исполни, не води го поклонение, ако тој не контролира, ние ќе го славиме Господ. Со секоја песна, што е за Негова слава. Тоа е така нешто како примерно може да го видиме. И на крајот, не, уште има, друга манифестација. Благодарејќи му секогаш да се на Бога и Отецот во името на нашиот Господ Исус Христос. Друга манифестација на Светиот Дух е благодарност. На исполнетост со Светиот Дух или на контролата на влијанието со Светиот Дух. Во овие нешта нема ништо езотерично, нема никакви екзалтирани манифестации, како скокање, како паѓање, како несвестување. Многу контролирани реакции. Славени и поконувани поучување еден со друг и благодарност. Оние што се под дејството на Светиот Дух, тие се благодарни. Други зборови не негодуваат, туку кога доаѓаат ситуациите во животот, благодарат. Има луѓе кои, па дури христијани, кои постојано негодуваат во различни нешта што се случуваат. Има една таква шега, 20 христијани отишли во ресторан, се порачале јадење, им донел келнерот, тие како добри христијани благодариле на Бог за храната и кога почна да јадат цело време негодувале колку е невкусна храната. И дошол келнерот, чул, дошол и им кажал: не ли благодаревте за храната? Сега ќе јадете и ќе молчите. Зашто не може ти и да си благодарен на Бог за храната и да не годуваш со таа храна. Не може во исто време и да благодариш и да не годуваш. Светиот Дух, дејство на Светиот Дух е благодарност. Зашто знаеме дека секоја ситуација изработува нешто во нас. Дека се што се случува со дејства за доброто на оние што го љубат Бог.
Да не сме како луѓето кои постојано наоѓаат мани на не чини ова, не чини она, не чини ова, не чини оној, само јас чинам. Току во исполнетоста со Светиот Дух да бидеме благодарни во се. Секоја ситуација, секоја политичка опција, секоја власт е од Бог. За се треба да благодариме. Благодарноста, дури и кога сме во неволја, е добар знак за исполнатост или контрола или дејство на Светиот Дух. И на крајот, покорувајте се еден на друг во страхопочит Божја. Тоа е исто така манифестација на исполнатост со Светиот Дух. Оно што е исполнет со Светиот Дух, тоа е покорен човек. Ако се покорува на другите, тоа дека се покорува и на Бог. Библијата или апостол Јован, критериумот за нашиот однос кон Бог го мери преку нашиот однос кон другите. И прашува, како може да тврдите дека го любите Бог, кој не сте го виделе, ако не ги любите браќата кои ги гледате? Во иста мера, во истиот начин. Како може да тврдиме дека сме покорни кон Бог, кога не го гледаме, ако не сме покорни еден на друг? Манифестацијата на исполното со Светиот Дух значи во суштина покорност Светиот Дух, покорност еден кон друг. А најдобрата дефиниција за покорност, и најкратката е дефокусирање од себе си. Човек кој целот е насочен кон себе, кон своите потреби, кон своите желби, тој не може да биде покорен. Најнепокорни, од моето искуство како родител на 4 деца, најнепокорни се малите деца, бебињата. Не можеш, ти мислат само на себе, на својот стомак, мислат на својот памперс, дали е сув, и не можеш никако да ги разубедиш дека во моментот имаш и друга работа, освен нивната потреба. Плаче, се треска и не прекинува. Не помагаат убедување. Зошто? Дејќи тој мисли само за себе. И нормално едно бебе да мисли само за себе. Тој не може да мисли за други. Не се покорни воопшто. Јас не сум видел покорно бебе. Кога ќе му кажеш престани да плачеш, да престани да плачеш. Уште повеќе, додека не биде задоволено. За бебињата е нормално, меѓутоа, како возрастни сме такви за многу работи. Зашто мислиме само на себе. Исполнетиот во Светиот Дух осознава дека себе задоволувањето не е гаранцијата или не е патот до задоволството. Дека покорувањето на Бог во страхопочит Божја и покорувањето на другите е вистинското задоволство. Но тоа покорување доаѓа како дејство на Светиот Дух. Кога сме под дејството на Светиот Дух, ако сме под дејството на Светиот Дух, во определени области ќе бидеме покорни во тие области на Божите заповеди и еден кон друг. Во оваа општество, во која се води буквално војна за тоа кој кого да покори, христијаните може да бидат многу добар пример за вистинска радост и задоволство. Исто така па нема ништо поизопачено од црква во која се води таква борба до кој над кого ќе надвлада. Покорноста е знакот за присуството, за исполнувањето со Светиот Дух. Тоа се, некои од нештата што овој текст ги кажува, и оваа заповед за покорството еден на друг потоа се расширува и во различни области се применува. Во семејството, брачните партнери, децата, родителите, на работното место, робовите, господарите и така натаму. А основното во сето тоа е исполнувањето со Светиот Дух. Ако сме исполнети со Светиот Дух, во овие различни области ќе има и покорност и ќе има вистински живот. Тоа понатаму. И тука се основните прашања.
Ги има ли овие манифестации на Светиот Дух? Дали се насладуваме на поклонение? Дали со радост доаѓаме овдека да се поклониме на Бог, заедно со другите, да се разговаряме преку псалми, химни, песни и да се поучуваме? Дали сме благодарни? Или многу има постојана причина зашто да не будуваме? Дали сме поклонни луѓе? Или не владе, не коман, не она што он сака секој што биде во право и да држи на своето? Дали, многу важно, дали воопшто го имаме Светиот Дух, дали тој живее, за да може да се исполнуваме? Ако не веруваме, тој не живее во нас и не можеме да се исполнуваме. Тој не може да има дејство и влијание во нашиот живот. Има ли области кои сме ги заклучиле, зашто си ги чуваме, да бидат контролирани од стариот човек? Или пак треба да се покаеме, бидејќи со покајанието му дозволува на Бог да ги обнови тие области и да земе контролата. Сите имаме потреба постојано во заедништво со Бог да бараме исполнуване, да се вселува неговата сила во нас и тој да не контролира во нашиот живот. Тоа е потреба на секого, дури потреба и на најдуховните, потреба и на најмалку присутните. Тоа е потреба предадено на секого. Бог да ни исполнува со неговиот дух во поклонение, во благодарност и во покорност еден на друг, да ја покажуваме таа исполнетост и тоа дејство во Светиот Дух. Амин.